16 пати шампион на Македонија у триатлон. Да поред. Да повторам. Уште еднаш, да се добие представа што значи тоа. 16 пати, тоа се 16 години поред државен триатлон првак. Те молам, објасни ми како се случува тоа. Дека и покрај 20, јаче 30 години тренинг, ти уште веруваш дека не си го дал најдоброто од себе. Ти уште веруваш дека има у тебе точно уште појако нешто од аспект на резултати, од аспект на... Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. And we're live. Столе, друже, welcome, Томас Перформанс подкаст. Ден ти фала што прифати. Ден си зафатен, бевме некое време, се искоординиравме, некако најдовме терминче, ќе ми објасниш све. Ја мора очигледното нешто одма од пушка го кажам. 16 пати шампион на Македонија у триатлон. Да поред. Да повторам. Уште еднаш, да се добие представа што значи тоа. 16 пати, тоа се 16 години поред државен триатлон првак. Те молам, објасни ми како се случува тоа. Како се деси тоа? Долга приказна, првин да заблагодарам за поканата и да се извинам што неколку пати одлагавме, но вистина не можев логистички некако да се вклопам. Големо фала и на комплиментите. Точно 16 години последователно. Како? Долга приказна. Почнав, значи, цел живот сум во спорт, и на крај памет дека некогаш ќе се бавам со триатлон. Започнав како пливач од своја шеста година. Како минуваа годините и таму во почетоците, значи како пионерски, кадетски репрезентативец, имав државни титули, успеси и така натаму, особено во оние подолги делници, базенски, 480-1500 метри слободно. За да некаде на 14-15 година почне страшна физичка стагнација. Се поправив, моите конкуренти рапидно ме поминаа. Иако уште тренираш пливање? Пливање, да, тоа зборам со по 10, 12, 14 километри дневен обем. Едноставно телото не функционираше, се таложеа масни наслаги. Што збориш? Останав низок, моите конкуренти за глава повисоки од мене, почнаа веќе до тој степен стагнација да јас правам женски резултати, а тренираш. И на некој начин во мене створи некој инат. Дека нешто мора да постои некој начин, некој излез како ова да се помине. Па почнав рекреативно да возам маунтинбајк, по некој 10 на 20 километри, имав еден 20 килограми беше алуминиумски точак. Нојцар Пасат како беа тие, па кога видов дека има некој одреден ефект 1 кило на 5 месеци да симнеш, почнав посериозно да возам по 30, 40, 50 километри. Тоа беше период од година и пол, 2. Па дополнително почнав рекреативно да трчам по 2 пати, 3 пати на кеј. Тоа беа некои, 3, 4, 5 километри во рамките на можностите со таа тежина и спремност. И некако почна таа приказка кон ендуранс спортот, и најинтересно беше што целата таа промена во тој концепт не најдена поддршка од одредени тренери, затоа што како точакот те укрутува, трчањето те укрутува, немаш перформанс во пливање и така натаму. Меѓутоа дојде и одредено подобрување во некој незначително, но дојде до подобрување. Така да тоа беше буквално само, значи тргнав сам, без некој да ме насочи, да ми каже како треба.
сигурно сум правил милион грешки, меѓутоа останало во мене како некој и ден денес кога ми прашаш зошто почна, јас кажам од инат. Значи јас немаше начин како да ослабам, значи на тој обем, на тие километри вие да качувате килажа. Значи моите родители ме носеа нели по спортски медицини така натаму, детево нема да ви остане 1,60 м, нема да биде под 1,80 м, ќе порасне, ќе дојде нагло во пубертет и така натаму, и навистина тоа така се случи, но се случи на 17,5 годишна возраст. Пораснав многу брзо физички, дури имав проблеми со диафрагма, значи од нагло изложување на телото, не ме удри на колкови, на зглобови, на колено, обично знае да нели наглиот раз да отиде натака. Ова тука негде 7-18. Трета, четврта година 17. Средно, 17 годишна возраст, дојде до некој преокрет, а триатлон прикаснава навлезе преку ретроспективи на Евроспорт. Немаше тогаш никакви нели достапни информации како сега вие со еден клик да отворите што се случува. И викам, зарем постои вакво нешто, зарем постојат вакви атлети кои што се до овој степен издржливи. И некаде веројатно во мал мозок ми останало како слики, добри 3-4 години. Иако за триатлона знам дури од 97-8 година како спорт кој што беше кандидат за олимписко семејство, веќе 2000-та Сиднеј влезе како дел од олимпиското семејство. И 2001 година дознав, кога беше војната криза, и веќе 2002 година се настапив на првото државно првенство. Дознав дека има федерација, дознав дека имаме репрезентација, кој што настанува на балкански првенства, па со тие луѓе лично ден денеска се знаме, контактирам, кои што беа тогаш мои идоли, како да ги надминам. И така почна оваа локална, да кажам, триатлон моја приказка, па после отиде во сосема друга насока. Многу интересно. Накратко. Почна од инат. Од инат, буквално од инат. Неколку години ти си ги правил спортовите од инат. На памет, кој знае што патело телото, значи сигурно имало и некои добри работи кои што сум ги правил, пошто де факто резултатски ми помогнало. Но имало периоди каде што мене немало никој кој да ми каже, ниту пак да ми покаже, се до момент додека не влегов во клуб. И сега ја имав тука запишано прашање што точно во врска со триатлон те привлекло, ама ти веќе кажа комбинација на инат и Eurosport. Точно. И ти Арно кажа, the rest is history. Ама јас сепак едно моje видување на таа историја сакам да дадам, затоа што пак ќе кажам, 16 години државен првак. Многу луѓе ќе кажат немало никој друг. И јас ќе признам дека имало години, период кога ќе сум слушнал столе првак 7 пати, 12 пати, ми доаѓало да некој друг прави триатлон од држава. Сам со себе. Ќе признам и признам дека тоа многу лаичко, неуко размислување, затоа што сега веќе после пак уште доволно години поминати, гледано ретроактивно, и спомнавме преска пред да почнеме, дека сме по 30 години сме у спорт. Точно. И веќе овие последни години, размислувајќи така, низ кои времења сме поминале економски, државата, транзиции, едно време сум имал некаква лутина кон институциите, те имало, те немало поддршка, вака и била поддршката, па еве и сега конкретно со тебе се доврзам, никој не друг, немало друг, сам трча, сам плива, сам победува, не. Иди пробај да тренираш нешто 16 години. Така што ја сакам и тука on the record огромна благодарност да те изразам што си човекот што бар не престанал да го практикува спортот. Има уште неколку личности што ги знам од неколку спортови што се нашле во истата македонска транзицијска приказна, кој во какви околности се нашол крај со крај да врзува, за уопште да може да искочи на тренинг.
И тие личности, вклучувајќи те и тебе, се единствените заслужни што денес спортот постои. Така да не знам дали уште има инат во тебе, дали уште си имаш некои собствени очекувања, некој на нешто да докажеш или како и да е, ама ти кажувам дека на прилично слична генерација сме. Да, мислам дека сме дури. Јас, ти знаеш, ја доаѓам и од атлетска позадина, нешто и се велосипедизам, едно време и се пробав на Ironman. Триатлон, да. Мое видување е дека да, 16 државни титули се не тешко достижно пак. За мене вредноста во тоа, поголемата вредност, општа, историска, е што ти и никој друг се заслужни што спортот постои денес, кога веќе има доста повеќе триатлонци. Точно, значи ако гледаме историски, прво благодарам уште еднаш за стварно преубавите зборови. Не е тежината на титули, кои што јас последните 5-6 титули морам да признам дека да, чувството е навистина убаво. Меѓутоа, знаете дека имате системски проблем кога некој 16 години победува. Значи имало различни промени на апетити во тие 16 години. Сите тренирале. Она што го кажа дека немало никој друг, еве да кажеме дека сум се надпреварувал сам. Така, ќе ги исклучиме сите оние кои што имале обиди, како што напомена атлетичари, велосипедисти, каде што јас 10 години последователно бев и дуатлон, национален првак. Каде што достапноста и, да кажам, заканата за да бидам симнат од тромот е релативно полесна, затоа што го нема пливањето. Нели знаеме дека е малце поспецифично да го вклопиш како трет спорт. Меѓутоа, мене ми е оној момент на мајндсет кој што ме задржал да опстојам на врвот. Ако ги тргнеме конкурентите кои што ги имало кои што имале апетити многу повеќе и од мене, не успеале, јас само ќе дадам податок што резултати се уште не се подобрени. И сега спориш за оние спринт и олимписки триатлон. Така. Јас имав само еднаш времињата. Прилика, да, тоа се 10-15 трки каде што се потврдени исти резултати, некој каже ваква стаза, онаква стаза, добро. Кажи ги на брзинка тие PRs да речеме. Па еве го, 58 минути е спринт делница направен 2005 година. Тоа е државен рекорд? Тоа е најдоброто нешто што е направено од македонски надпреварувач. Јас сум го направил 2005 година само еднаш. Значи јас веднаш по 2005 година се води ли тоа како официјален државен рекорд? Па Триатлон федерација води такви работи? Триатлон федерација води многу детали, меѓутоа е спорт кој што не е 800-1500 метри атлетика. Спринт е спринт делница, поготово што тоа што беше направено на отворено првенство државно на Бугарија. И е тој мој единствен спринт надпревар надвор од Македонија, затоа што во Македонија се организираат само спринт трки. Еднаш за прв пат се организираше 2018 година олимписки триатлон, дисперзирано во Власина, каде што и таму победив. А претходно беа се спринт надпревари. Значи се она што сум имал најдобар резултат на македонското на државно првенство, тоа беше соло трка, ми е 1 час 00:05. Значи тоа е соло трка, како да кажам. 58 минути на никој не му успеал, што јас не сум ни се надпреварувал, ниту па сум се подготвувал за спринт делница. А олимпискиот триатлон мене ми е час и 55 минути. Значи тоа се, и ако тоа гледаме исто народски кажано, тоа е на светско првенство, тоа е на светско првенство во Будимпешта направено. Ама во рамки на Македонија тоа е пак значи, кај нас нема неповторено. Јас не знам во блиска иднина, дај Боже да грешам, има помлади генерации кои што сметам и се надевам дека тоа ќе го повторат, дефинитивно и редно е. И редно е, мислам, не треба ни да го правиме ние овој мојот во 2022 година, кој што е направен 2010. Неколку балкански првенства по час и 57, час и 58, час и 59, во најдобрите 5 на Балкан 4 години последователно, и сето тоа остана некако така. Сега добро, јас таму сам ли сум се надпреварувал на тоа европско, светско или балканско? Така. Значи, некако... Сакаш да кажеш,
а и познат, осеќам што сакаш да кажеш, затоа што ми е позната Па се разбира. спортската мотивација, да, имало конкуренти, ама конкурент си бил сам себе. Тие очекувања, тие времиња, тие граници што сакаш да ги преминеш секој пат со тренирањата, со годините, сам си ги поставуваш. Не дошол некој од Бугарија да ти каже ти сам, и ја многу ми е позната тој огин во спортистот, тој вистинскиот атлета кој што има таква внатрешна мотивација што и светско првенство не му е доволно, колку што тој самиот дома гризе, се јаде сам цело време, дај побрзо, дај ова вака да пробам, она. Скрос ми е познато, ако тоа е поентата, многу точно. Ама нешто сеќам вака умуабетиве, а и низ годините. By the way, треба да напоменеме, ти се уште си прилично активен, ти тренираш. Да. Се гледај по тебе и тренирам. Може не си државен првак. Не сум 2-3 години, ама се или не учествуваш или не. Смени дисциплина. Не. Од начинот на функционирање јас си го платив со одредена доза на здравје. Не успеавме да направиме малце муаве за тоа. И тоа минатата година. Моментот кога јас одлучив дека ќе престанам да се натпреварувам во спринт и олимписки триатлон и дека ќе пробам да направам нешто во long distance, беше 2015 година кога всушност беше мојата прва трка на полудистанца во Задар, која што не успеав да ја задржам затоа што се повредив. Апропо муабетов. Извини, треба да кажеме полудистанца мислиш на half Ironman. На half Ironman, да. 1,9 пливање, 90 километри возење велосипед, да. Си стои у ноутс, ќе фатиме Ironman, да. Така, ама во друг контекст се објаснуваш, кажи да. Сакав да кажам дека мене ми е можеби само овие 5-6 години за една работа криво, што во моментот кога јас се одлучив да продолжам во други делници, иако да не бидам погрешно разбран, за мен олимпискиот триатлон ќе остане олимписки триатлон и не може ништо да го замени. И таа делот, онаа стара гарда на светска елита, вклучувајќи ги Докерти, Хамиш Картер и Димитрига, кои што остана и никогаш не повлекоа чекор во long distance. Стојам на таа страна, зошто? Затоа што тоа е надпреварувачкиот спорт. Не дека овдека нема компетитивност, да не се лажем. Значи стана исто така огромен хит и маркетинг, дури над олимпискиот триатлон, ако гледаме во таа насока. По популарност, ја мислам дефинитивно неспоредливо, не само популарност, него и начинот на кој што тоа расте во помеѓу самите луѓе кои што и немаат ни допирна точка со професионален спорт. И па да појасниме, збориме за Ironman брендот. За Ironman брендот, да, за триатлон Ironman. Точно. И олимписки триатлон се две различни работи, но точно, за тебе да во кажам срце дека стои... Да, стои и секогаш ќе стои. Пробав и воопшто не ми е криво што пробав, меѓутоа мене триатлонот ми стана 3-4 место. Значи јас преокретот кога го направив во long distance, имав одредени животни насоки кои што требаше да одлучам. Па отидов кон екзистенционални, не беше доволно една работа, па одиш на втора работа, па дојде фамилија, детенци и така натаму и вие автоматски веќе тренирате врз основа на искуството што го имате, но факт е дека импровизирате. И јас најголемата кардинална грешка ја направив што на сметка на опоравок жртвував така наречени сати во одмор. Нокните сати од 9 дојдоа на 8, од 8 дојдоа на 7, од 7 дојдоа на 6, за да минатата година веројатно според сите прегледи што отпосле беа направени, јас добри 2-3 години сум работел на случајот да дојдам до синдром на претренираност, кој што го воскликна една бактерија носна, па отиде на бели дробови, па сите мислеа дека е корона и така натаму, кој што ми направи бум во организмот од анемија. Ти се разболе сериозно? Па сериозно, не зборам за нешто, не дај Боже за смрт, меѓутоа ние како сме ти такви беше фанатици. Манифестирано? Умор, Јас ништо не може... чувствував. Јас ништо не чувствував. Имав еден инцидент на велосипед, до тој степен ми се слоши на аеропозиција да на автопат од десна лента отидов во банкина лево. И среќа немаше возила кои што во тој момент поминуваа права муавет за спустат пред Желино. Јас сватив дека нешто не е во ред. Месец дена претходно паднав на колена на кеј трчајќи интервали на оваа тартан стаза што направија во парк.
викам ајде замор, никогаш не ми се случило да колабирам. Знаев дека нешто не е во ред, ама оној пуст инат кој што често и си го платив со таа да кажам ајде некоја можеби гордост која што прашање на време кога ќе ви направи да си го платите данокот и го платив. Дојдов до момент да мене железото ми е 3. Тестостерон тотален аут и сите оние параметри кои што алудираат на некаков синдром на хроничен замор е што самиот организам гледа дека твојот мозок не се исклучува, па те исклучува телото. Затоа што ако не ти исклучи организмот, веројатно ќе биде survival. Пак е некоја совршенство, да кажам, човечкиот организам, па дава. Звучи ко стварно ептен. Да, значи он буквално ме исклучи и јас ден денеска не сум целосно опоравен. Значи јас сум веќе година и 1 месец по терапија, значи она да кажам секојдневна за железо која што оди многу бавно. Железото можете да го вратите многу брзо. Значи јас може да го вратам железото венозно на 20-25, меѓутоа само како вредност на хартија. Кај мене беа потрошени сите резервни железни келии. Абе рачунај ти и тоа никој не знае. Долги години си. Тоа е црпено. Точно. Оштетувало. И не можам да си опростам, за една кардинална грешка што на толку години искуство јас во ниту еден момент, но тоа е до некоја мера силен организам. Не отидов на детален преглед за Да, сум правил спортски медицини, правите резултати, значи тренирате, гледате дека телото не ви дава на вас никаков знак. И ке здраво психофизичко тело кога ќе даде знак, знае да биде доцна. Кај мене беше доцна да спекна опоравок, кој што велам се уште го плаќам. И единственото нешто што ми е криво што јас го немам времето на располагање како што сум го имал додека сум тренирал олимписки триатлон. Значи јас по 5 недели од повреда прскање на мускулно влакно, со импровизирани тренинзи ја направив 4 часа и 19 минути во Будимпешта, што јас не го сметам, тоа е добар резултат. Меѓутоа, кога знам како сум функционирал 2, 3, 5 години претходно пред да почнам да навлегам во тие делници, тоа е ниско 4 и под 4. Значи тоа сум 100% сигурен, но реалноста како што напомена е таа, изборот е наш, секој индивидуа си има свој пат. Решив дека примерно ќе ми биде нормална фамилија, екзистенција и сето тоа, бидејќи нема поголемо богатство од тоа. А особено што годините наназад сум поминал на вистина сито и решето и факт е дека ние не сме професионалци, ние имаме екстремно професионален однос према спортот. Меѓутоа што не можеш да живееш од тоа што го правиш на таа висока нога психофизички, значи имаме некој проблем. Можеби самите со себе, можеби системски во државата, но генерално дојдоа други времења каде што квантитетот дојде пред квалитетот. И тоа е факт. И пак ќе кажам дека доколку гледаме резултатски, недозволиво е вие да не можете 10-15 години да соборите било кој резултат, во било кој спорт, не зборам за триатлон. Значи некаков проблем има, значи некој нешто правил на вистина сериозно во многу поинакви времења. Без достапност на информации, Ти Арно кажа, системски е проблемот. 10 години да нема напредок, значи нешто има голем проблем, а има толкова голема помпезност. Нели, јас разбирам маркетиншки, дојде момент, секој може некако да влезе во некоја афирмација што јас навистина ја почитувам. Меѓутоа, ајде, сето тоа е во ред, каде се резултатите? Од аспект на тоа јас почитувам, меѓутоа во денешно време, јас да сум се нашол во ситуација, например, Томе Попчевалиев е државен првак, бил пред 10 години го поставил тоа и тоа, пример се уште е активен, мене ќе ми биде репер како да стигнам до тебе. Те победувам. Така, супер. Меѓутоа, начинот на кој што достапноста имате со тренери каде сакате во светот. Онлайн програми, какви сакате, каде сакате. Размена на искуства, тренинг кампови, кога сакате, каде сакате. Едно кликање на интернет. Значи имате нешто што ние сме можеле да сонуваме. Саш да кажеш пред 20 години. Каков интернет, каква програма. А ќе дојдеме до тоа. Да не одам предалеку. Ќе дојдеме до тоа. Мојаветот ми беше дека едноставно треба на некој поинаков начин, ако гледаме резултатски, што се главниот репер е во секој спорт е резултатот. Црно на бело. Црно на бело, значи многу работи треба да се променат,
иако федерацијата, клубовите веќе го прават во навистина добра насока, јас се надевам дека во што е можно поблиски днина дека ќе нешто подобро ќе се случи. Но еве, и јас се надевам. Мене сега ти лично ме интересираш. Тоа сакав ја да кажам. Сепак толку години поминале, толку успеси, толку резултати, убаво си кажа, едноставно после одредена година малце приоритетите треба да се распределат. точно. Си имаш сопруга, си имаш дете, познато ми е и тоа, ама исто ми е познато и следно. Да, правилен редослед на приоритетите сме направиле. И добро менаџирање. Ама зошто и од каде има уште жар у тебе за нешто да докажуваш? Пак се Што враќаме уште на- докажуваш? Не докажувам никому, докажувам на себе. Која е Точно. мојата цел, Што? ќе ја откријам. Ме фати инат повторно, зошто? Затоа што велам и со импровизиран тренинг можам да дојдам до некое ниво на некое одредено претходно искуство. Јас имав 2 обиди за Full Ironman, за жал неуспешни. Едниот беше поради технички проблем, тоа веројатно може само на мене да ми се деси, залутено шишена стаза ми удри во задно тркало на возење велосипед. Атлет пред мене го закачува со предно тркало, лета во жици ми пука жиците. На 110 км. Трка која што ќе донесеше на вистина одличен резултат. Се надевам иако не стигнав до маратонот. Морав да се отнемаше како да продолжам со тој дел. Вториот беше поради повреда која што повторно си се пролонгираше од претходно и целта ми е да завршам. Прво ми е да завршам и второ да направам резултат. Во полудистанца веќе имам резултати. Ја лани што велам пола човек бев, па на полудистанца, односно Half Ironman во Задар, го направи во екстремно тешки услови. Значи тоа беше луѓе паѓа во аеропозиција од бочни ветрови. Значи беше катастрофална. Уживот немам пливано 28-29 минути 1,9. Последните 200 метри 4 минути. Знаеш дека нозе во базен се пливаат побрзо од тоа. Беше ужасно, направив најдобар истрчан полумаратон со 120 метри елевација на трка кај што бев 50% се многу да кажам, ама ајде 50% човек здравствен. Целта ми е што длабоко во себе знам дека можам. Сакам да направам. Минатата година не направив ради проблемот што ми се случи на здравствено поле. Оваа година знам дека не можам да го дадам максимум, но ќе направам се 2023, 2024. Так. Тогаш би имал веќе 37, 8, 39, 40 години. Значи во овие 2-3 години да можам да направам една трка која што за наши стандарди би донела некој резултат кој што е добар. Значи солиден резултат. Значи ти уште бркаш age group до 39. Дека јас се префрлив 35-39, так. точно. Дека точно. јас се префрлив, очекувам солидни резултати 40-45. 40-45. Тоа ќе ти кажев. Да, зависи како си настроен, односно како така. си насочен. И ако може да сумирам што јас добивам впечаток од тоа што уште докажуваш, затоа што се слушам и себе си у некои моменти. А на крај ќе ти кажам што ми е две дека реченици и целта. покрај 20 јаче 30 години тренинг, ти уште веруваш дека не си го дал најдоброто од себе. Ти уште веруваш дека има у тебе точно. уште појако нешто од аспект Тоа е на веќе резултати, од аспект на... Точно. И скроз те разбирам, исти сум, со тоа што тебе ти се чудам затоа што си успел да останеш у еден спорт толку време, а ја бев атлетичар, ја ги пробав Ironman, завршив и втор пут не, па пробав и некои други скроз не endurance потфати, па ама пак ми се врати душа на endurance, сега сум фокусиран стрикно на road cycling, фондо, гран фондо некое и слично како тебе дојдов до заклучок, чекај, подолгорочен мајндсет, ќе си дадам неколку години, приоритетите се тие, животот е тој, што во кои рамки може. Наш проблем, да. Мојот гол е 40-45 age group и што е чудното за многу луѓе што јас очекувам најдоброто од себе на физички и психички план да го изводам, а веќе сум 30 години у спорт. Точно. И што е тоа, човече? Која е таа клетва? Кој е тој огин у тебе
у мене и у таквите Сика ко е, нас, да Томас. ти да не можеш да let go, човече. Јас тоа го кажу, може е лош, не е лош збор, дрога е. Значи тоа е буквално ние сме навлечени, кај нас го па ти не си нормален. Може Тачно. би Тачно. па, да, може би треба да кажеме да. Ако е стварно, нормално може би- просек, Да, Не тогаш сме ние не нормални. сме нормални. Сакам да закружам една приказна, бидејќи Да, веќе слободно. се навлеков. Викам зошто да немам позади мене, штом сум ги направил овие халф, штом сум имал обид во фул и знам како изгледа, ќе направам обид да направам нешто што ќе биде завршено еден круг на еден, да кажам, 35 години кариера ќе биде тогаш сигурно, со резултат кој што пак ќе биде репер за некој кој што се надевам дека во овие long distance многу полесно може да се подобри резултатот, веќе и кај нас, што има многу луѓе кои што се навлекоа, да. што е многу добар податок и факт кој што јас навистина го почитувам. Има и многу шминка, Условите не се викам, реално условите се подобри. многу поинакви. Ако не за друго бар опрема да си набави човек. Да, и пак ќе кажам полесно затоа што и овие мои резултати кои што се поставени од моја страна се импровизирани. Значи се направени со импровизиран тренинг, за да кажав, еве фул се уште немам. Меѓутоа ние да правиме муавет од 4 часа и 20 минути, за мене тоа е, јас знам што можам да направам, нели? И сега ние правиме муавет со тој тип на тренинг, за мене 12 до 15 часа неделен тренинг веќе стана луксус. Значи, мисловна именка. А знаеме што треба. 25-30 сата, 25 волјум. и 30, значи јас олимписки триатлон не сум бил по 20 часа. Не сум бил по 20 часа. Ама сум го правил само тоа. Да. И затоа велам невозможно не постои, но битно е како си сетиран. Сега, да некој ќе рече па година две жртви, да, ја ќе жртвувам и работа и се и така натаму, и што после. Тука настанува Кога спомна тренинг, да го поминеме и тоа. Сега ќе мора да бираме малце, затоа што распонов на годините и генерации е огромен, така да прашањето ќе го специфицирам на да ми дадеш типична тренинг сезона, дека веќе спомна во твои олимписки најдобри години 20 сати неделно било као најнормална работа. Така да пробај една типична година да ми објасниш. Типична тренинг сезона од тие најдобри години. Не сега, не као дете, одбери си ја најуспешната ти што си мислиш за тебе. Повеќе. И дај ми ја тренинг сезоната, на малце deep dive да влеземе. Дали си периодизирал, како си периодизирал, на што си обрнал фокус, такви работи. Во цело тоа време на недостапност ја имав среќа што покрај особено во велосипедизмот навистина почетно одлично ме насочи Ѓорги Кузмановски, кој што ден денес е претседател на клубот во кој што ја членувам 20 години. Ја имав среќа да учам од бугарите, односно од русите и украинците. Затоа што ја 7 години поминав со репрезентацијата на Бугарија, често бев на припреми. Чека, извињај, објасни малку повеќе. Како помина? Тренирав со бугарската репрезентација. Значи со селекторот на бугарската репрезентација јас поминав 7 години. Значи тоа ми беше исто така еден, да кажам, Тој ти беше тренер? Да, тренер. Тренер во соработка со кога не бев таму, значи кога сум тренирал тука во Македонија, беше соработка нормално и дополнување на програмата што ја се работев тука и надзорот од Ѓорги Кузмановски. Но таму сите оние припреми што сум ги правил, Белмекен и така натаму, значи останување по 3 по 4 седмици горе со руска-украинска репрезентација во кој што имаше дечки кои што беа константно во најдобрите 50 во свет. И тоа беа и најдобрите години на руската украинска репрезентација во светскиот триатлон. И мене ми беше тоа одскочна даска. Значи јас често пати кога ќе кажам како изгледала една седмица горе на Белмеке на 2000 метри, како го карактеризираш тоа е спортски логор. Да. Значи селективен курс за специјална единица е нешто што би го карактеризирал како нешто најслично на она што се случува. Чува војска, тоа е база, 2-3-5 дена не можеш да издржиш, чукаш звоно, се излегуваш, си одиш. Значи се тренирало и по 7 и по 8 часа на ден. Меѓутоа некако во long distance, вие терате 5 часа бајк, пак имате саат до саат и пол break run of the bike. Значи
се тренира са бајле, на пример, имате 20 до 30 минути лесен джог за буквално за расонување. Добро. 5 до 7 километри пливање. Излегувате од пливање до ручек, се возат од 2 до 3 часа тренажер, вечерта имате или некој темпорам од 15-20 км аутдор во снег, или има одредени интервали на трака, или има идене на четврти тренинг во денот, кој што вклучува кор, стабилити, моторика и така натаму. Значи, сето тоа е во 3 недели, вие доаѓате до момент каде што, еви како моја најслаба страна трчање, јас дојдов до момент на велосипедски и атлетски трки стално да бидам меѓу најдобрите 5-6 на 3-50 метри. Тоа можем ја да потврдам. Тоа беше благодарение на тој начин на функционирање. Се додека не сватите приказката дека вие всушност тренирате еден спорт, а не 3. Да. Вие тренирате 3, меѓутоа ги правите како еден. И сега тука има одредени периодизации, бидејќи ми кажа како е тој некој подлабок пристап на тренинг програмата. Во принцип сме се задржала на исто она што и денеска актуелно. Само не било толку афирмирано. Добро, Значи, јас пример. кога слушам 12 седмици имате бейс, Аха, 8 так. седмици има билд, па потоа има одредена значи спецификација во смисла на 4 до 6 недели тейпер, лоуд, значи Саш да кажеш, принципот така било на и тоа, тоа е тоа. Принципот на функционирање, тој значи никој не измислил топла вода. Значи има ти си различни тераше пристапи. типичен систем. Класична периодизација врз основа на претходно направен календар на трки. Значи јас ако знам дека главниот акцент, Так. особено во ITU и во ITU, во европски и во светскиот календар од ETU е, да кажеме, најчесто мај-септември до октомври, некој пик И на сега трки. ти од мај повлекуваш 8 месеци, 6, што 9, како ќе колку биде да е. периодизација, која е А трка, Б трка, имав голема предност што имав по 10-15 старта годишно, што ретко кој го има денеска. И тоа ме направило да сите оние трки каде што е DNF и DNS и најдоброто што било и најслабото што било, во кариерава имам преку 100 триатлони, некаде околу 112 старта. И тоа е клучно како искуство, што е Како постојано не? што има 200-250, значи има и такви. За некој, да кажам, надпреварувач кој што доаѓа од новна земја, ние не бевме ни во семејството на Европската триатлон федерација. А сега сме? Да, уште од 2005 година, значи по некои одредени Аха, резултати, окей. чека имаат представник кој што влегува во топ 20, топ 30 во елит, а федерацијата не е членка во Да, ЕТУ. И автоматски сето тоа беше брзо решено, пак ќе кажам, по не најтрнлив пат со тренинг и со резултат. Така да во тој, ако ме тераш да кажам, тренинг програми ги имало многу, но генерално периодизацијата на просек на дневно ниво во подготвителен период никогаш не била под 4 часа. Значи никогаш. На ден. На ден. Значи 4 часа Не, обично ти било убаво кажа. Никој не е измислил топла вода. се тоа е. останато исто. Тоа е Единствената разлика денес, направи ги сатите и чао пријатно. никој Ама сатите. сатите, И не точно. збориме 1-2, збориме 4, 5, 6, Белмекен Точно. 7, 8 човече, тоа 7-8 е, часа тоа ние е сме. Петар од работа. Имаше тренери кои што се меревме буквално врз основа на in-body анализа, што кај нас се уште, некој ќе ми каже, ме тренирам личен тренер. Како одредуваш зони? Да. Како во 365 дена тој тренер, distance coaching, знае што тебе ти е неопходно. Ја ќе му кажам чувство. Јас тренирам по чувство. Ја на трка не носам саат. Некогаш е добро, некогаш е лошо, значи анализа, бројки се бројки, тоа не може никој да го оспори. Меѓутоа, ако гледаме на начин, ние сме имали in-body анализа и врз основа на одредена in-body анализа, според, не знам, масно ткиво, минерали, висцеларија и така натаму, се она што влегува во една in-body анализа, има таму тренер кој што е задолжен како ти треба денот да го почнеш и да го завршиш врз основа на килажа, внес, белковини, јаглена, хидрати, калории и така натаму. Јас сум се Вау. затворал у сауна, И тоа секој ден. па 3 до 4 пати во неделата имаш таква проверка. Пример, Вау. зборам сега на памет, си го почнал денот со 77, се требало да го завршиш со 76, со 3 оброка и така натаму. Истото тоа го почувствував и за мојот 3-месечен престој во Соединетите Американски држави, кај што бев на буквално совршување пред кандидатурата за Лондон, Олимписките игри, кај што влегов во директен круг за Б норма. Добро, и Така што јас направив една паралела меѓу таа, условно кажано, фенси америчка школа и хардкор руска школа. И двете имаат своји силни страни и двете имаат своји слаби страни.
И најдоброто е чувство кога вие тоа ќе го пробате на себе. И сето она денеска што на пример со можеби 20-30% учинок се прави некаква помпезност, да фатам јас сите оние тефтери што ги имам дома кои што се преку 700-800 страни тренинзи, рачно пишувани, значи и што тие направиле од аспект на нели некаква спремност, школа, како вас ве направиле побогат, многу луѓе тука ќе бидат запрепастени врз основа на што они, не знам, ангажираат испитувања, тренерски, да кажам, совети, програми и така натаму, кога сето тоа се случувало, само не било јавно. Да. И од аспект на тоа кога ќе направите некаква паралела, може би некогаш, да, имало падови кои што мене ме коштале, и јас сум бил нечи експеримент, тоа е факт. Поготово кога правите нешто пионерски и се пробивате со професионалци, а не сте професионалец, односно не сте зрел. Нема, знаеш, не сте зрел да им парирате. Нема генерацијско искуство. Нема пред тебе некој кој што го поминал истото, бил на истиот тренинг кемп, да бил, надминеш. па да ти каже, слушај, се супер, ама тука кога правиме немало тоа такво нешто. Тоа се базирало тоа на да добри кажеш, луѓе кои што имале искуство, затоа ги спомнав тие имиња. И мене ми е мило што во целата таа стегање понатака. Да, сметаат. Сега ги приметив, нема гајде, нема веќе. Ќе разберат. Да. Слушателите и гледачите. Што сето тоа не само спортски, мене и приватно многу ми помогнало од различни психолошки аспекти на потешки периоди во животот, како да ги поминеш. Јас поминував со оние што нели направија допинг бан на руската репрезентација од олимпиското семејство. Дел од тие доктори јас сум ги затекнувал на Белмеќе. Стварно? Да, значи тоа е едно искуство, тоа е не знам како да кажам, нешто што може да бидете милионер, да не можете да си го пуштите да го доживеете на тој начин. Тоа е најголемото богатство. Пашува, некако спонтано ми покри онака поише прашања. Ама веќе на таа тема имам едно што ме интересира твоето мислење, иако може кажа веќе 30 различни фактори. Што мислиш дека ти фалело во тие најдобри години за да бидеш, па еве да речеме и топ 10 у свет или у Европа? Или чека, извини, прво те прекинам. Дали си верувал дека си можел дека заслужуваш да си топ 10 у Европа? Сум верувал, дефинитивно да. Сега ќе кажам неколку примери. Па тогаш што мислиш дека ти фалело? Да, значи јас веднаш ќе кажам, ја го поменав, мислам го напоменав како бројка од 10 до 15 трки годишно, што не е мал број на трки. Но не би било Македонија ако не киксне кога најмалку треба. Значи, по добивањето на стипендија од Светскиот олимписки комитет, бевме 98 триатлонци од цел свет, кои што едноставно нема како да стигнат до А норма. Значи, нема како вие од 450 триатлонци чекаат за влез во тие 450, 4-5 илјади други професионалци, да влезете во 50 со А норма. Тоа е на Балканот до сега никој не му успел. Значи сите што дошле на Олимпијада, а се под балкански влагат со wildcard или Б норма. Тогаш беа, сега има new flag. Тогаш беше Б норма и нормално си постоеше wildcarta и од тие 98 јас влегов во 8 одбрани од Светската триатлон федерација кои што имаат одреден потенцијал како non-developed countries да постигнат одреден успех. Сега од тие 8 и како помош некоја да добиваш. Добивавме, да, точно. И од тие 8 двајца има директно учество на Олимпијада. Што се случи? Значи јас во тие години од 10-15 старта ја имав 3. Вие може да бидете европски шампион, може да бидете светски шампион, бодовно секако заостанувате. Добро, сега светските шампиони, континенталните шампиони, до некаде имаат директно право. Сакаш да кажеш во тие десетина, да речеме, да, кои 8, што сте били, значи, 8, тој проект беше на светската... За да одбереме кои ќе бидат, евеа сезонава, точно, собирајте бодови, така е. Двајцата отидоа. Така, отидоа... ова сакам да го подобјаснам за тие што не се разбираат толку многу.
и нормално поправиме, ама не е една трка во прашање. Никако. Тоа е цел лига, систем. тоа е сезона на многу трки и сите овие што или пркаат да фатат норма или Точно. се во некаква конкуренција на докажување, не е тоа иди столе спреми се на 3 мај тепај и чао пријатно, одиш, не. Тоа е цел систем колку на трки? натпревари, 18 месеци беше, колку трки. Најмалиот број на трки, седмиот што беше, јас бев последен по број на трки. Така? Седмиот представник имаше 14 старта. Не, колку е сезоната? Зависи каков календар ќе одберете, но зборам дека тоа се некаде на календар од 30 до 40. Океј, и тоа е се под покровителство на ETU, да. на европската триатлон. И на светската. И на ITU. светската, тие си имаат онакви Систем на бодови. официјални календарски трки, Точно, 10, 15, 20, и нема ти си најболи или не. Иди на што повеќе трки, Така. и ја претпоставувам дека другиве биле на сите. Па на 90% беа. Значи јас кажувам најслабиот по број на И трки се, имаше 12 така, извини, европски куп. те прекинав, ама ти сакаш да докажеш дека заради тоа ти уствари Немаше на да, колку не можам имаш? ја никого да обвинам. Федерацијата се што можеше да направи. Олимпискиот Не, комитет на колку трки имаше ти учество? 3. На 3? Да, сега за Е, уште па крај на 7-8, приказнат. за уште 7-8 требаат 20.000 евра. Што правеа? Значи јас ако настапам на трка каде што знам дека нема теоретски шанси да влезам во 20, кај што се големите батки, кога собираат бодови, што ден денеска така не можам да влезам. И тогаш во најспремни, едноставно не можеш да влезеш. Ама што со има тој други резултат. 10. Сега што прават? Тој да кажам втор ешалон на надпреварувачи, во кој што сум бил и јас, значи вие над мен имало класа, така. Добро. Вториот ешалон на надпреварувачи што правеа? Азиски куп. Австралија, Океанија, онаму каде што исто е под капата на ИТУ, но можете релативно, нема ништо лесно, но многу полесно да влезете во први 20 или бар тогаш не беше е она правило, светскиот првак на трка. да, нема 10-15 кои што влагаат у иста секунда. И знаете дека они доаѓаат веќе не само по бодови за Олимпијада, него доаѓаат и по награден фонд. Друго е тоа. Таму се веќе пари, во прашање не е резултати и престиж на за да отиде на Олимпијада. И што се случуваше? Доаѓаше момент каде што вие беше многу конкретно правило, 6% доцнење за времето на првиот влагаш во бодови. Ти можеш да бидеш трет, може да бидеш и 33. 33-тиот ако е 6%, на пример трка од 2 часа или од час и 50, ако вие влезете во тие 6% од времето на првиот, без оглед кој и без оглед кој сте вие рангирани, вие добивате бодови. Е така дел од тие луѓе завршија голема работа. Си ги фатија потребните бодови. На други континенти. И сега вие ќе кажете, па чекај, јас треба нели федерацијата да најде плюс 2000 евра за едно патување, плюс 2000 евра за друго патување. Тогаш имаше нели и политички раздори помеѓу федерациите. И ден денеска го има тоа, нели, една партија, друга партија, знаеме кај нас дека политиката е навлезена во секоја пора и остана така. Извини сега, ова тебе ти било во една трка, во потрага на обезбедување во најмала на рака, одење на Олимпијада. За тоа збориш. А норма во никој случај, значи да не бидам Не, погрешно си ја бркал нормата нормата и или тоа на висока wildcard нога. местото за да отидеш на Олимпијада. Точно. Мене ми звучи како тебе судбината да ти била однапред запечатена. Ти сигурно си знаел дека нема шанси ја на 15 трки да отидам. Кој ќе ги плати тие трки? Тоа се Надежта умира последна, ја на што се надевав. Јас се надевав. надевав. Што се надеваше? Јас знаев дека тоа е скоро невозможна мисија од аспект на финансии. Добро. И испадна дека е невозможна мисија. Јас се надевав дека со тие трки на кои што ќе се појавиш во тој, да кажам, систем на надпревари, дека барем на 3-4, доколку влезам во тие 6% за време на првиот, дека ќе имам голема шанса да добијам бод плюс. Така и беше, но за жал на европско тло, вие не можете да влезете у 6% позади Димитар Гак. Не можете да влезете 6%, зборам на тој левел. Да. И сега што се случува? Глушченко, Сисоев и така натаму. Тоа беа луѓе кои што тоа време правеа по час и 46-7, олимписки триатлон час и 48, Поликарпенко и така натаму. И јас сум доснал по 7, 8, 6, 5 минути за тие биле најдобрите во светот. Ама јас сум одел на трки каде што настапувале токму тие.
И вие на некој начин сам се запечатувате. Да отидеш кај. Судбината со самото тоа што однапред знаете. Вие ќе направите феноменален резултат. И така биле уствари направени најдобрите резултати, но не доволно добри да отидеме на Олимпијада. И сега најголемиот парадокс во 2022 година ние имаме потенцијален олимписки кандидат. Мене тука ми се спојуваат веднаш црвени жици. Чекај, појасни малце, извини. Па дека имаме потенцијални олимписки кандидати. Кои? Општо генерално во одредени спортови, не зборам само за триатлон. Аха, добро. Да не бидам. Меѓутоа, еви за триатлон, Олимпијада. Луѓе, дали знаете што значи олимписка норма во триатлон? Значи на најдобрите, јас ќе ги спомнам од Хрватска, од Словенија, ќе го спомнам и најдобриот сега последниве цела деценија Огњан Стојановиќ и така натаму. Чуни не успеа да дојдат на Олимпијада. Со тренирање надвор со светска елита. Значи, доаѓање на остварување на норма за Олимпијада, за балканска земја е еднакво на пиедестал. Еднакво, исто како да сте земале злато, сребро или бронза. И затоа е толку сурово. И некогаш некој кога ќе каже, па ние имаме. Не, немаме. Немаме и нема да имаме се додека некои работи не се променат во еден поинаков смер. Работа, многу работа, резултат, вложување во млади, па евентуално за 5 до 10 години да чекаме нешто. Да. Ја пак се вратам през како што кажа, не да се измисли топла вода. Еве, без да навлагаме у детали, да оставиме на самите луѓе сами да разберат, нека замислат човек што тренира 6 до 8 сати дневно. Толку. Крај. Да, дали работи или не, сами нека израчунаат и значи? Тоа е секој ден, секоја недела, секоја година, 10 години поред. 30 сати неделно, 10 години поред, човек да се обседне со тоа и тогаш може да збориме за светски резултати. Да го оставиме таму. Точно. Може. И пак е знак на прашање дали ќе успеете. Па нормално, затоа што има илјадници вистински професионалци што веќе тоа го прават. Точно. Кога кажуваме дали си професионалец, на тоа се мисли. Да. Малце change of pace, ептен ли се више copy-paste, мислам. Точно. Ептен се разбираме и нема потреба. Да, реков, change of pace малце. Дали имаш фаворит од трите спорта? Омилен од трите? Сите мислеа дека со самото тоа што почнав како пливач, дека пливањето е нели нешто што мене ме влече. Може би делувало така, било на одредена појдовна точка како посилна страна, но јас верувај после толку години јас на сите три гледам како еден. Јас ќе кажам една на моја сметка да кажам на ситуација каде што првпат 2003 година отидов на Европски куп. Тоа виновен во наводници. Тренерот од Бугарија вика да видиш како е, вика, с големите момчета. И ја викам пливање 1500, тогаш базенски имав, значи 1500 на 50 метарски базен, 17-28, тој еден 10 стотка просек, викам јас излагам тука во први 10. Таму беа Јан Рехула, Размус Хенинг, значи од првите 20 што влегоа, 10-12 отидоа на Олимпијадата во Атина. Ете каква била конкуренцијата. Ја тргнувам, гледам, дигам глава, гужва, викам 400-500 метра, столе седи си тука, група си, сум екстремно добар пливач на отворено, многу подобар отколку во базен. За да јас, немајќи такво искуство на таква трка, каде што пливањето, ви може да бидете, не знам, 15 минути, 14-30, нема шанси да победите триатлон трка. Викам, тука сум, фаќам група на точак, некои математики во глава, како да кажам. За да јас сватам дека кога ствари дигам глава, тоа била втора група, ја втората група позади скрос. За да првите веќе бидат 150 метри пред мене. Фаќање никад. Тоа е минута и пол, 2. Да. Минута и 40. Дигам глава, ја од 75 луѓе искачам 66. И викам, ако ова моје најсилно оружје е 66, значи јас на крајот трката ќе отидам у минус. И јас ја завршив трката како предпоследен. Едниот се откажа на 8 километар и ја завршив трката како предпоследен. И тоа беше едно, чекај,
Значи да не ги мешаме Reality брзините. check. Застани, види се каде си, што си. Ти може си добар некаде во нешто, но вдека треба години работа. За да јас веќе 2008-2009 година почнам буквално да функционирам како триатлонец. Пошто како пливач јас трчањето ми беше катастрофа. Мене војна ми беше да истрчам 4 минути пейс, чисти 10 километри. Ја трчав по 43-4 минути 10 километри off the bike. За да дојдам на крај да трчам 36 минути off the bike. 34 имав 10-ка, кој што ден денеска за атлетичари е веќе кај нас, зборам за нашиот обстан. Имаме добри на вистина едно 5-10 дечки. Полумаратон ја никад уште. Не, солидни времења. Час и 18. Сега стварно немаш фаворит од трите спорта? Немам. Искрено немам. Ги гледам како едно. Некојаш сите три не можам ги поднесам, кога сум заситен. Тоа јасно е. Меѓутоа ако гледам фаворит, не знам како ги распределувам. Некоја моја послаба страна се случува и на пливање. Многу работи жртвува во пливањето. Не, глеј, не е дали ти се јаки или слаби, онака чисто може си имаш фаворит. Дека мене ми е точак. Да, не би можел да кажам. Готово, идеме потешко прашање. Ајде. Ако не беше триатлон, што ќе беше? Ти ако не беше триатлонец, што ќе беше? Цивилен пилот. Дефинитивно. И ден денеска ми е пасија која што Извини, автоматски ми го одговори наредното прашање за тоа што ќе беше ако не беше спортист, што ќе беше? Цивилен пилот дефинитивно. Сега ја објасни. Дефинитивно. Значи тоа е нешто што од многу мал живее во мене, живее ден денеска. Значи јас кој имам некои летови, ајде имам пилоти кои што ги познавам, па да се затекнете со нив у кабина е 1 на милион. Па се гребам помеѓу стюардесите да пошто нели е строго забрането да се влегува во кабина, дали има можност се представувам дека сум спортист, да не помислите дека ќе влезам таму, не знам, со оружје па ќе биде хајџек. Неколку пати ми успеало, неколку пати не, значи ден денеска сакам да сум у кабина. Замолуваш да ти отворат? Во мислам на не при полетување и слетување. Туку за време на лет, иако благодарност, тоа нема никош да го забаравам на капетанот Croatia Airlines, кој што ми дозволи без никаков збор се враќав од европско првенство и неговите зборови беа не познamo се, ал штато ти тражиш још доле на земја. Значи јас познавам доста основи во летањето, не велам дека знам премногу, но благодарение на веќе, не знам, 18-19 години летам оние домашни симулатори, кој што сепак е симулатор, но може многу да се научи. Стварно? Да, во различни типизации, од Airbus до Boeing, до Learjet и така натаму. Од мал сум заинтересиран за GPS системи кои што многу добро ги читам во да кажам во тие кокпит панели, а исто така и метеорологија. Зашто не си пробал? Стварно па тоа е пак се враќаме на нешто, на некакви. Леле си морал да бираш измеѓу спорт и ова или? Па тука имало можеби некое влијание, па што ќе бараш, опасно е, ризик и така натаму, иако имаш и друг момент во старт, значи ова правиме моје пред 22-3 години, каде што школувањето во старт требаше да се дадат многу пари. Значи имате нормално обука, теорија и така натаму. Некоја цел ми беше академијата во Вршац, таа е она позната Стара Јатова, каде што исто така мислам тоа се финанси, не правиме мој за сериозни суми, каде што пак кога ќе се навратиме, можеби не одеднаш, но тек на години беа дадени, па слободно можам да кажам, 2 школувања за цивилен пилот во триатлонот. Од аспект на опрема, трки, фамилиарен буџет, така да сигурно ќе сум бил. Тоа дефинитивно. Можеби да има тешки периоди, таму имам исто така многу падови, тоа е градење на кариера. Знам многу луѓе кои што беа и доле. Значи има завршено академии, потребни сати, се едноставно не може веднаш да најдат работа. Оние што најдоа одеа по трнлив пат по, не знам, Афганистан, Иран, Ирак за добивање на сати и така натаму, за да може да се врати во Европа да аплицира во некои други компании. Така да не навлегувам, пошто тоа ми исто на тема која што можам многу да зборам. Дефинитивно ова звучи како друг подкаст да правиме, дете се радувам. Дете кое што се уште со џојстик во лиценциран џојстик. Сега нешто ново за мене што релативно неодамна го дознав е
не ќе да кажам хоби за да не го дисреспектувам, ама имаш очигледно огромна пасија и за мотоспорт. Огромно. Да не е тоа нешто поврзано со авиацијава? Има поврзано или пред се со ајде, издржливоста. раскажи ми што е муабетот со мотоспорт. Со мото, значи не сум човек кој што ние нели да дивее низ град, тоа не го почитувам пред се, излези на стаза и нели измери си ги силите онака како што и во спортот, во триатлонот и во било кој друг спорт, старт финиш, толку кој што си вложил, толку и ќе си добиеш. Значи не збориме ти да си возиш моторчиња, тебе те интересира и перформанс аспектот. Сериозно возење од аспект го поврзувам мотопасијата, поврзувам повторно со спортот, каде што е издржливоста во прашање. Добро. Возење на долги рути, затоа станав и прв македонец кој што се зачлени на Ironbat асоциација. Видов да, на социјалните медиуми, видов нешто и баш ќе те прашав, објасни ми што е в интересот. Тоа е исто така приказка која што дознав пред неколку години, немав можност како да ја исполнам тогаш кога дознав. Но веќе од оваа година официјално направив 2, иако тоа беа 4 обиди, од кои 2 беа неуспешни. Едниот поради моја вина, вториот поради недоволно разбирање на правилата. Мото подвиг кој што они како го кажуваат тоа, менаџирање на ендуранс, фокус и тајм. Што е подвигот? Што точно направи? Имаш и некоја награда, некакво? Да, точно. Значи тоа се поминати за оној Ben Burn Gold, тоа е златен сертификат кој што се добива доколку се поминат минимум 2413, односно 1500 милји за помалку од 24 сата на мотор. Значи 2500 километри за помалку од 24 часа. Чекај малку се повтори. 2000 скоро 500 километри за 24. Тоа е повеќе од 100 просек секој сат 24 сата. 124. Просек. Има правила кај да ги возиш тие? Има правила, правилата се точно определени. Ќе ги нафрлам на кратко. Ти кај ги извозев? Јас ги извозев првите 2 пати ги возев низ Македонија. И тоа беше 6 значи, пати. Чекај, треба да се јавни патишта, не? Да, јавни патишта. Јавни патишта каде што има отворено на кои да се условите? Ben Burn Gold не е возможно да се направи доколку не го возите на автопат. Па тоа ќе те прашав, значи регионален пат вие кај ќе прешти 100 просек 24 сата, нема шанс без да застанеш 100 просек. А до тоа гориво. Така да тоа е менаџирање на време, пауза, спид и ендуранс. И е нешто што ми е пасија преку спортот. Значи сакам мотори, возам веќе 15 години интензивно мотори, сум поминал многу километри, барира кој што веќе има надминато 200.000 сигурно. Го правите на јавни патишта, автопат, како што кажувам, јас го правев и одбрав север, значи границата со Мажарска горе на Хоргош во Србија. Добро. Всушност го извозев тоа парче 2 пати, Скопје, Хоргош, Скопје. Тоа се 2445 километри, кај што вториот пат горе се качев до Белград, па возев Гевгелија, Гостивар, Куманово, затоа што имаше најава за магла. Возев во многу лоши услови, просечна температура беше -1. Имаше кога многу беше магла. ова? 28 октомври. Беше лани. Да, пред 4-5 месеци, како доаѓа пред 6 месеци. Го извозев, има таму верификациона комисија која што ги разгледува како вие возите, значи GPS-от е едно. Така да, како го докажуваш? Координати од пумпи. И сега имав интервјуи за тоа на motori.com.mk, дечките направија навистина едно убаво интервју, како може да се лажира. Па и може и не може да се лажира. Мада Македонче, јас стално кажувам, моторот ќе врти место, па 2500 километри ќе помина, GPS-от ќе покаже дека е 2500 километри. Не ме интересира како може да се лажира, ти си го направил. Сакам да кажам, меѓутоа е многу интересен момент затоа што ни не е ни секундарно, него е терцијално прашање им GPS, они ги споредуваат километрите затоа што километражата на борд со GPS и времето што е потребно од пумпа до пумпа за доток на гориво се 3 различни вредности. Бордот на моторот краде во позитивна смисла. GPS-от е точен, но не регистрира тунели. Вие имате 20-30 км во таа релација тунели, значи имате помалку километри. И они кажуваат од вредноста што ќе добиете на борд, задолжително плюс уште 100 км за да биде минималната дозволена километража помината, да не дојде за 50 км да не ви се признаат 24 сата.
Проблемот е што координатите се вметнуваат во посебен файл кај што вие ги праќате и чекате 10-15 дена кај што таа верификациона комисија ви одговара доколку нешто барате дополнително не имаат право да ве прашат. Ја немав никаков проблем вториот пат, првиот имав затоа што не знаев дека ја отидов директно на 2500. Не знаев дека првиот мора да се има силвер. Тоа е 1000 милји за 24 сата. 1600 километри. И тоа се возат. Тие се возат реални по регионални патишта. Меѓутоа Бенберн Голд 24 сати клучна е не само издржливоста, него колку вие се задржувате за време на пауза. Мене најдолгата пауза ми беше 11 минути. Човек, мора да прашам зашто за го правиш ова? Значи јас го правев, некој викат на кого да докажеш, па на кого да докажам кога 99% држава не знае дека постои таа светска организација која што гаи такви подвизи и така натаму, и на Балканот сме вкупно 6 луѓе, вкупно кои што им успеало тоа, а има во Европа се 2143 мотори, ја влегов како 2143. А колку мотори се возат само низ Македонија? Има ли уште некои такви слични подвизи? Што ти е наредно нешто да пракаш? Сега сакам, тоа е последно нешто што би можел да го направам на ова тло, од кој аспект? Се друго бара веќе повеќе денови, а ова е Седелсор Голд, тоа се 2000 милји, па 3218 километри за помалку од 36 часа. Тоа ми е нешто последно што сакам да го направам. Претпоставам дека наредниот период ќе го направам оваа година сигурно. И понатака не би, иако е дрога, има многу други подвизи, меѓутоа чинат финанси. Многу дроги имаме, многу дроги имаме да не ни збркаат од дома. Дрога, дете, дрога, мотор. Така што тоа ми е пасија која што исто покрај авионите што тотално беше неизреализирано, ова е веќе нешто што можам да го изреализирам и повторно ќе кажам огромна улога има мајндсетот од спортот. Огромна. Апсолутно. Да. Затоа што 24 сата задник во седиште, изложен на ветар. Тоа е ментал гейм. 150 километри нема музика, нема ентертеймент, нема грејење, нема ништо, вие и ветар. Друго нешто што дознав неодамна и многу ме интересира, од сега се враќаме у областа на спорт, е палестра. Така? Објасни ми што е палестра, по што е различно и што е твојата улога таму. Палестра е нов отворен фитнес центар, значи се отвори декември месец минатата година. Еден преубав проект на многу добри луѓе во Изгейт. Во Изгейт, да, во склоп на Изгейт, на втори спрат. Тимот многу добри луѓе, да кажам и газди, инвеститори и вработени кои што сака да направат една и на добар пат сме да успееме, ако треба се уште време, една малку поинаква приказна за типот на фитнес. Кога ќе кажеш одиш во теретана, сите знаеме 90% што помислуваат на теретана. Тоа е фитнес центар, нормално дека има справи кои што се класични теретански, да ги кажам, оние сите луѓе што вежбали, што имале прилика да вежбаат, се присутни, меѓутоа да биде на еден поинаков концепт. Има неколку сегменти на тренинзи кои што се дел од палестра, каде што има функционални тренинзи. Имаме договор со професионални спортисти, индивидуални бокс часови, кикбокс часови. За прв пат во Македонија се воведува скил атлетик. Тоа е сегментот на функционален тренинг кој што сум одговорен, јас си го водам јас. И тука повторно благодарение на целиот тој тим имав многу голема среќа да учам од еден од најдобрите, можеби и најдобриот светски тренер за скил атлетик кој што всушност е направен концепт од професионални спортисти за спортисти. Извини, ај објасни ми малце скил атлетик. На што точно се мисли? Од еве викаш дека веќе има и некој светски најдобар во тоа. Тренер, што точно да, е тоа? Значи тоа е професионална кариера како боречки вештини, вклучувајќи маршал арт. Работи е повикан за стручна соработка за Техноджим Италија. Значи го имаат изнајмено како нивни тренер, иноватор и така натаму. Човек кој што всушност ги прави главниот дел од програмите за тој тип на тренинг, кои што беа првично наменети за подобрување на перформанси кај професионалци.
Почнувајќи како концептот Без разлика на спортот. Без разлика на спортот. Од Лондон 2012 Олимпијадата, Рио 2016 и Токио 2020, односно 2021 нели ради короната. Тој беше човекот што беше главен за подобрување на одредени перформанси во многу национални тимови. Извини, концепт. Гледа, извини да те прекинувам, ама многу ми е ново, а знаеш колку сме забегани у областа и сега дека ја прв пат слушам и сега ми треба многу подетално ќе ти објаснам да те замолам, например, пример да ми даеш. Што, например, на кој дел од перформансот работи, како он се успел да подобри некој си agility, speed, stamina. Добро. Endurance, stretching. Да кажам 6 концепти. Сега. Основни концепти. Како се концепирани? Се концепирани врз основа на точно определени тренинг програми кои што првично кажувам биле наменети за проспортисти. Сега. Како тоа маркетиншки е во позитивна искомерцијализирана смисла, настапува што тој концепт на тренинг се работи пред огромен бим телевизор, каде што секој кандидат, влежбаме јас, ти, твојата сопруга, мојата сопруга, небитно. Добро. Се чекираме. Се чекираме преку часовник, My Wellness или си имаш акаунт, си имнуваш апликација на мобилен и така натаму. Која е предноста и скоро непостоечкиот ризик од било каква повреда, несакан ефект на кардиоваскуларен систем и така натаму. Што секој, дали е професионален, аматер, фанатик за вежбање, ентузијаст или некој кој што само сака да изгледа фит и да проба како е, работи во своите точно определени зони, што према неговата пулсева фреквенција излегуваат во бои на самиот бим према тука зоните одма, во кои што додека се тренираш. На лице место, твоето име и презиме, тој тренинг работиш во таа зона, треба да биде во таа зона, автоматски ти наредни 2 сета пример одмараш. Сега го кажувам овака лаички нафрлам. Да. Меѓутоа нема простор за префорсираност, нема простор, па како се чувствуваш, па не знам како се чувствувам, па моето чувство, проценка, јас сакам да дадам максимум, па не знам ти дали во моментот се штедиш или не се штедиш, дали ќе имаш или нема да имаш ефект. Меѓутоа дава веќе детална слика, особено кога работите со луѓе кои што не се професионални. Јас и ти да отидеме ќе знаеме точно дали сме се преценили или не. Но дел од луѓето кои што сакаат да се покажат, ако е група од 5-6-7 луѓе, се познаваат, не се познаваат, можам, не можам, може да биде некој комплекс на некоја да кажам ајде пониска вредност докажување и да се направи каша попара, па вие од 2-3 недели тој кандидат или тие кандидати да заработат или овер тренинг или да не биде задоволни затоа што тренингот ќе им се види премногу лесен. Така да е еден многу интересен концепт за кој што јас знаев од претходно дека постои како тип на функционален тренинг, но пак ќе кажам како триатлон, дека ќе имам прилика за релативно кратко време, пак ќе кажам целиот тим да учиме од тој човек, кај што јас и лично контактирам, мене многу ми помага за многу други работи. И сега што не сум ги знаел во некои други насоки. И сега твојата улога е јас сум ти си инструкторот што го вода. Да. И еве да уште по длабок пример да навлеземе. Доаѓам ја. Добро. Welcome. Моментално ти спомнав, фокусите ми се road cycling, фондо. Тоа се некои дистанци од 150 км, испод 4 сата се вози, прилично компетитив, прилично интенсив. Тоа ми се целите, неколку години се друго е познато со велосипедски тренинзи, окей, ама еве еден таков профил на човек, како мене, со дополнителен перформанс, што би барал да дојдам кај вас, што би можел да очекувам. Сакаш, ме сакаш? Можеш, продајме точно. на ово. Пошто веќе правиме мојот на по-про левел. Значи, прво нешто што можеш да имаш придобивка од, бидејќи се работи за велосипедизам, знаеме, хип флексори, многу сати на точак, како и што функционира, а можеш да направиш многу поголем range of motion, значи особено на долниот дел од телото, каде што се работи на бази. Значи се работи роу машини, скил мил, скил байкови, шипки, плио кутии, медицинки и така натаму, че сега ги набруваме, ги тоа се точно определени концепирани програми, каде што можеш да придобиеш
едноставно многу посилен да придобиеш, не да придобиеш, него да направиш многу посилен кор, точно определена програма која што ќе ти донесе, ако репер во велосипедизмот се ватите, има и ват тест, кој што го правиш на skill bike. Многу конкретен, значи конзола све, можеш да го работиш со обична патика, можеш да го работиш со шпринтерица. Да се види 4-седмичен циклус, 8-седмичен циклус, 12-месечен циклус, каде што ти правиш буквално тестирање, бидејќи се работи за веќе спецификација која што ти ја имаш за цел и сакаш да ја направиш. Преку тренинг програмите најповолно би било агилити и стамина, за оно што тебе ти е некој, да кажам, таргет за Гран Фондо, 2 до 3 месеци, каде што дали дома ќе го правиш ват тестот, дали ќе го правиш на скил байкот ват тестот, ќе видиш што си добил, што не си добил. Затоа што никој не може да гарантира 100%, затоа што јас твоето тело, ти ќе ми кажеш, меѓутоа не можам да го знам. Значи се враќаме повторно на момент на комуникација тренер-атлет. Тренерот може да има детална слика ако има анализа во бројки. Меѓутоа јас да ти дам тебе глобална програма, која што прават 10 други луѓе, тоа ми е јасно, тестот ми е јасен, ватите ми се јасни, така да од тој тип на функционален тренинг ти можеш да го добиеш тоа за твојот таргет. Ако си насочен, а луѓе кои што доаѓаат на пример да вежбаат скил атлетика, немаат, можеби се ентузијасти, фитнес ентузијасти или сака да ослабе. Тогаш кај нив е релативно полесно затоа што резултатите се релативно побрзо дофатливи. Ама и ќе имаш некој по all-round пристап. Имаш по all-round пристап. Full body ќе работите свашта. Дефинитивно и најпозитивната страна е што секој од кандидатот си е свој командант. И тука нема шутка. Јас можам или не можам. Јас ќе видам дали можеш. Имаш веќе групи се работат, почнат се работа. И втора група, слободно можеш чисто да дојдеш да видиш како уопште изгледа како концепт. Кога еве ти знаејќи и со ненормално искуство и во велосипедизам триатлон, кога ти би ми препорачал јас да го правам да направам некое 4-8 неделно 12. Кога ти е Гран Фондо, кога ти е таргетот на трката? Сега можно и да е веќе прилично касно, нема ни 2-13 недели. Не би ти препорачал. Да, не сега. Ама на пример ако веќе по-генерално зборено би ми препорачал како во оф-сезон да го правам тоа. Сега да ме слушаат, што друго ќе рече не знаеш да продадеш, меѓутоа правиме муабет веќе за про сегмент, малте не за професионално. Да, и нормално ако почнеш да ми. Јас ако ти кажам дојди, јас знам дека ти нема да дојдеш. Да. Значи да не се лажеме. Не, убаво ме разбираш, у контекстот на мојата програма. Многу добро. Ама и не само оф-сезон, на пример ми звучи како да е нешто што може да се уклопи во база или во седмичен циклус дефинитивно, во бейс. Значи можеш во база во тие 12 недели не само оф-сезон да го користиш ти, не можам да кажам дека тој тренинг ќе ти биде актив рекавари. Далеко од тоа. Значи буквално во оние 3 месеци кај што е беса, може некој ги прави 10, 12, 14 седмици, зависи која програма, кој тип на човек е, како неговото тело реагира. Значи јас би ти ги препорачал во тој период, па дури може да скрпиш и 2 до 4 седмици, значи максимум велам до 1 месец и во билд. Наместо 3-2 пати. Да. Значи бенефит не можеш да не добиеш од сето тоа. Слушај, ќе те држам за збор, ќе доам да ве видам. Оф-сезон. Ќе доам да ве видам. Кога сакаш. За да знам да си уклопам. Добре, многу ми звучи интересно. Ќе ти било кој тренинг ќе ти одберам, ќе видиш како е. Веќе дел од тренинзите ги правам сам и јас како програми. Значи не одиме секогаш by the book. Значи веќе почнуваме во тој индивидуално. Да, значи има на вистина луѓе се задоволни, кажувам секој со своји амбиции и цели, но веќе ако правиме муабет за некое покрупно залче, тогаш нормално дека треба поголема спецификација, дури може тоа да се работи индивидуално, значи нема да биде никаква група. Ова сега некако случајно ми се поврза со едно друго нешто што сакав да те прашам. На тема споредни работи од аспект на тренинг. За конкретно прашањето што сум го пишал, вика, што е некоја споредна работа што ти помогнала многу низ годините, збориме, како поопшта слика. Добро.
споредна работа што ти помогнала дали во тренинг, трки или перформанс? Знаеш за какви мислам, дали си нашол некоја интересна метода да се одмараш или нешто, некој стреч или ти на такво нешто споредно мислам, или некоја финта со спиење или нешто споредно што си го направил животот, а на тебе лично си го видел дека многу ти помогнало у перформанс, да речеме. Повеќе обрнување на внимание, на одмор, откако ми се променија многу работи во, да кажам, во приватниот живот, каде што не можам целосно се фокусирам на спорт. Одмор, збориме се во врска со одмор. Се што е поврзано со одмор, особено по научената лекција од минатата година. Добро. Значи, мене некој да ми кажуваше, а претпоставувам и на тебе, дека ќе дојде момент, без оглед што ние сме навистина психофизички здрави луѓе, без тренираме и така натаму, прашање колку сме здрави и колку обрнуваме внимание на опоравок. Тука е проблемот со здравјето. Меѓутоа, да генерално за да го правиш тоа, мора да си психофизички стабилен. Да ми кажуваше некој дека менаџирањето со опоравок ќе ми биде најголемиот предизвик, дури поголем предизвик од тренажниот процес, јас се смеев на тоа. Зошто? Затоа што мене ми е јасно тоа. Мене знаеш зашто ми е тоа? Мене не ми беше јасно. Тие што се најмотивирани, со најголемата жар, тие имаат најголем проблем, баш заради тоа. Јас и си го, ја пак ќе кажам, јас финос пак сум благодарен што и на овој начин, без оглед што сум изгубил една година. Да, пар некако си дознал. Но дознав и дефинитивно ми збореле, ми упатувале и лаици, вклучувајќи фамилија, вклучувајќи луѓе кои што се инволвирани. Човек не можеш вака. И се ви каже, не можам вака, ја од 33-4 се свртев и 4-5 години функционира, значи до сега нешто да било ќе било. Ете колку сме ние екстремно издржливи, психички оперирани, но кога ќе дојде момент телото ти покаже, плаќаш данок. И што правиш во последно време деновиве, кој ти е односот? Јас се спремам на пример за Full Ironman. Јас добив директен слот од 2019 година затоа што тогаш направив најдобар резултат на халф. Пред короната, бек на корона и после нема луѓе кои што има амбиции за да стимнат резултати или да бидат дел од репрезентација и во long distance, кај што федерацијата веќе и на тоа работи. Во Котор направив резултат од 4 часа и 18 минути, но со скратено пливање од 850-900 метри поради екстремно силни временски и знаеш дека ми текнува таа година 4:18 го направив, тој трка од негде 4:26-7 на таа стаза. Небитно, и тоа беше најдобро време таа година од еден македонец. Во Род, кој што е под капата на Challenge, не на Ironman, се организира европско првенство, каде што 2500 слота, 2300 се кај што може да се пријави некој доколку на брзи прсти уплати, нели? Така, но 200 слота со дито. Добро. И има европско првенство во long distance кој што го организира ето со искористување на трката во Род. И сега јас се најдов него тие 200. Да, директен слот, кај што не се пријавуваш да бркам ја брзи прсти, него наставно федерацијата те пријавува на база на резултат. На база на резултат до тој момент. Јас сега се спремам за тоа. И мене си викам, човек, ти ај што не си опоравен, на искуство можеби ќе фатиш, можеби нема да фатиш, не можеш со вакво функционирање да истераш доколку нешто не смениш. Во тренингот ставно може да се менува, но генерално после толку години може ќе звучи контрадикторно, си платил данок со здравје и кажеш телото си го знам. Јас си го знам телото. Да. Но тоа што се случило веќе отишло во сосема друга насока. Ја гледам колку што можам, народски кажам, да спијам. Така. И сега точно дека еве и терапија ми помогнало на 2 месеци, одам на 8 до 12 недели, одам на крвни слики и сето тоа оди нагоре, уште не е добро. Значи јас 11 месеци, 12 година да напијам терапија, мене железото па ми е 11-12. Но тоа е процес на покривање на оние резерви кои што се тотално истрошени, така да не функционира баш така едноставно. И од она што сега можам да го осетам, па можам да кажам дека се враќам благодарение и на таа дисциплина, но благодарение и на зголемени спиовни часови, што ги викам ја, сати во спиење. Попладнен не можам да си дозволам. Една работа, ако треба да ја кажеш, е сон. Само таа. Колку успеваш? Колку успеваш? Успевам 8 до 9 часа успевам да спијам. И па сме слаби. Слаби сме. Значи јас меѓутоа не смееме да забораваме дека сме со фамилија и со врски кои што ти носат екзистенција, кои што не зависат од спортот.
Иако, например, ја спомнав палестри и сето она што претходно сум бил веќе 7-8 години како тренер, е благодарение на спортот. Да. На некој начин ти носи финансии, но не на начин да ти заработуваш од тоа што тренираш, него да заработуваш од тоа што го имаш, а го пренесуваш на поинаков начин, различно е. И сум благодарен што можам и ова да го правам веќе во своја 38 година на се уште компетитивен начин, значи мене навистина ме држи желба. Меѓутоа сега за разлика од претходно сум многу повнимателен. Јас не сум знаел за актив рекавари. Сега знае да јас се осеќам супер, јас сега треба да трчам 1 сат на трака 6 минути 50. Ќе трча 6 минути 50. И да видиш како се зголемува понатаму оној интервален опсек на VO2 max. Ефектот од јакото е така поголем кога има и слабо. Точно, ама пустата друга, ти се осеќаш дека викаш, јас имам на пример тренинг денески спланиран дека треба да трчам 10 км еден час, па ќе се убијам. Нели, ама сега тоа почнав да го почитувам и сваќам дека има навистина бенефит. И баш ми е мило. Баш ми е мило што никогаш не е касно. Ја видел вредноста на одморот. Сега Абе види, на овие години имаш ли друг избор? Немаш. Дефинитивно немаш. Немаш многу простор за играње. играње. Дома, тие се саатите се тие. Кога ја затвориш вратата дома, детето не те прашува дали ти си возел 100 км, 50, ваков, 50 наков и треба да бидеш на висина на задачата како родител. Во крај на линија пак кажав, тоа е најголемото богатство. Е сега другите работи што закаснуваат, тоа е веќе друга тема. Столе, друже, ја ги сцепив прашањава за first round. За first round. Ова е first round. Добро. Со повеќето гости го кажувам тоа дека scratch the surface на повеќе теми. Така. Ама ти си тип на гостин што ќе осакам назад на подкаст и ќе одбереме една или две теми и е ten deep dive. Да знам тебе, се знам и себе, ми се забегува у тема некоја. Ќе направиме дури за нешто поконкретно, дали е за спорт, дали е конкретен начин на тренинг. Не знам, има да одбереме точак и 2 сата за точак да збориме ако треба. Да, па за патики за точни, па за сега ти кажам уште еднаш фала многу што дојде и те чекам пак. И ти посакувам се најдобро. И морам само едно нешто вака отворено да ти признам. Еден од ретките можеби луѓе што на спортист ќе се тргнам јас, иако ќе ми кажеш влегуваш во групата, што на пионери во многу работи, можеби во најтешките индивидуални спортови, прави ретроспектива на најтрнливите патишта. Реткост е затоа што многу луѓе кои што дојдоа денеска на одреден, да кажам, мимо нивниот безпрекорен труд и посветеност, многу луѓе заборавија кој како ги поставува темелите, не зборам само резултатски, некогаш може да нема резултат, меѓутоа патот до кој што се стигнува да направиш достапност во едно сосема друго време, ретко кој го цени и затоа ти посакувам многу успех за сите оние гости што ги имаш и што ги правиш овие децениски ретроспективи. Друже, фала многу од мене едно. Искрено честито за се. Фала Ептен, така да до наредно гледање. Сега да затвориме.